Бројни реакции во јавност откако граѓаните станаа свесни дека само за едно кесе во продавница треба да наплатат наместо 1 или 2 денари, дури 15 денари. Овие пари ќе легнуваат на сметка на така наречениот специјален фонд на Министерството за животна средина. Најголем број од граѓаните кои утрово ги посетија пазарите и маркетите за да пазаруваат со себе си носеа платнени торби или стари пластични кеси кои веќе ги имале дома. За нив ова е добар чекор, но сметаа дека немале доволно време за адаптација на новите измени. Треба да се снајдеме и ние луѓето, да не Требаше фрламе. малку повеќе време да ви остават за да се снабдете. Па не, доволно имаше време, него ние сите некако сме од кој ќе не затекне ситуацијата, па као решаваме и така. Таа гледна точка добар потек, меѓутоа народов некако не е спремен. Многу брзо беше? Две торби, например, 30 денари треба да платам. Поручек уште еднаш ќе излезам, значи денес 2000 денари у месецот треба за кеси да одат. А стандардот ни е тако што не можеме да го поднесеме, ама ќе се привикнеме. Па видите, 2 денари беа кесите во Камфут. Денар беа во Стокомак. Овие пластичните кеси. Сега денар, 2 денари, денар и пол е биоразградлива. Мене ме интересира што тоа значи биоразградлива кеса. Речиси неподготвени измените со пластичните кеси ги дочекаа пазарџиите. Велат дека и да сакаат нема од каде да набават хартиени кеси, а ќе имаат и многу поголеми трошоци. Па дали требаше да се укинат? Да, може требаше да се укинат од еколошка гледна точка, али не на ваков начин. Значи, ние сега дојдовме во ситуација да немаме еколошки кеси, немаат, мислам дека ни маркетиве еколошки кеси, него со старите кеси си работат, а се наплаќаат 15 денара, што не е во ред. Значи, исто и ние по пазариве, не знам како ќе работиме, еколошки кеси уште немаме од каде да купиме, значи, не знам, во мат позиција сме, а граѓаните, дали си носат кеси, они некои носат, али многу ретко, а другиве се бунат. Маркетите кои веќе користеа биоразградливи кеси велат дека ова било очекувано и ќе придонело за почиста животна средина. Сметам дека донесувањето на законот е оправдано и од денес го применуваме во нашите маркети. Денес на потрошувачите ќе им понуди неколку опции на хартиени кеси и торби за пазарење. Производителите ќе можат да продолжат да произведуваат пластични кеси кои се биоразградливи до јуни 2023 година, вели министерот за животна средина Нуредини. За тоа колку пари се собираат, Нуредини уверува дека на крајот на првиот квартал од следната година министерството ќе ја информира јавноста. Идејата не дека ние очекуваме пари за фондот, идејата на мерка е да намалуваме употреба на пластика. Ние ќе ве информираме јавно и транспарентно на прв квартал на 2002 година колку средства имаме во тој фонд и што ќе направиме со тие средства. Идејата тоа средства ќе биде директно инвестиран на проекти за животна средина, за подобрување на нашите стандарди. Но од изутрината жестоки реакции пристигнуваат од сите сектори. Пекарите први реагираа. Тие велат дека занаечиите се соочуваат со намалена побарувачка на нивните производи и услуги, имаат бројни финансиски проблеми за време на ковид криза, па ова ќе им биде дополнителна пречка за да опстанат.